Драги првачиња, здраво! Се надевам, ова другарување ќе ни биде волшебство право. Се викам Тодорка Каровска. Наставничка сум во прво оделение во Основното општинско училиште Страшо Пинџур во Кавадарци. Среќна сум што овој час ќе другарувам заедно со вас. Ќе имаме наставен час по македонски јазик. Содржина препознаја буквата Р. Целите кои треба да ги усвоиме на овој час, се надевам дека се лесни, а за вас ќе бидат интересни. Ќе треба да научиме да ја препознаваме и именуваме големата печатна буква Р од македонското кирилично писмо и да ги научиме елементите од кои е таа напишана. За да ги усвоиме овие цели, треба да реализираме 4 активности. Прва активност – говорна игра "Погоди каде е Р". Играта е наменета да се забавуваме, ама и да ги провериме стекнатите знаења за гласот Р. Втора активност – истакнување на буквата Р како знак на гласот Р и неговите елементи. Трета активност – текст со презентација под наслов "Чудесна пролет". И четврта активност – пронаоѓање на буквата Р во зборовите од текстот. Оваа активност ја реализираме за да провериме дали ја научивме буквата Р. А сега можеме да почнеме со играта. Говорна игра "Погоди каде е Р". За да играме играта, најпрво треба да ги кажеме правилата на играта. Во раката држам коцка. На секоја страна од коцката има слика, а под сликата збор. На дадена страна треба да ја именувате сликата, да го пронајдете гласот Р во неа и неговата местоположба во зборот, односно да кажете во која положба се наоѓа гласот Р, во иницијална, медијална или финална, или на почеток, во средина или на крај. Се надевам, правилата се лесни, па можеме да почнеме со тркалање на коцката. Ја тркалам коцката и да видиме што имаме на првата страна. Чекам од вас, првачиња, да ми кажете што гледате на сликата. Ако вашиот одговор е морков, тогаш одговорот е точен. Сега, прашањето за вас е да ми одговорите во која положба се наоѓа гласот Р во зборот морков, на почеток, во средина или на крај. Ако вашиот одговор е во средина, тогаш одговорот е точен, а јас продолжувам со тркалање на коцката. Што гледате на оваа страна од коцката? Ако вашиот одговор е круша, одговорот е точен. Сега прашањето е каде се наоѓа Р во зборот круша? На почеток, во средина или на крај? Ако одговорот е во средина, тогаш е точен одговорот. Продолжуваме со играта, односно со тркалање на коцката. На следната слика сигурно гледате цреши, а сега ќе ве замолам да ми кажете каде го слушате гласот Р во зборот цреши, во иницијална, медијална или финална положба. Цреши. Ако вашиот одговор е во средина, повторно одговорот е точен. Ајде да ја тркаламе топката понатаму. Што гледате на оваа слика? Ако гледате чадор, одговорот е точен. Кажете ми сега каде е гласот Р, во која положба? Ако одговорот
на крајот, тогаш одговорот е точен, бидејќи во зборот чадор р е на крајот од зборот. На следната слика што гледате, првачиња? Ако вашиот одговор е подарок, одговорот е точен. Второто прашање, каде е гласот р? На почеток, во средина или на крај? Во зборот подарок, каде се наоѓа гласот р? Ако одговорот е во средина, одговорот е точен. Се надевам дека сите гледате што има на сликата. Тоа е грозје. Само да ми кажете во која положба е гласот р во зборот грозје. На почеток, во средина или на крај? И ако сега одговорот е во средина, тогаш одговорот е точен. А ние продолжуваме понатаму. Следната активност е истакнување на буквата Р како знак на гласот Р и неговите елементи. Секој глас има свој знак. Знакот служи за да читаме и да пишуваме. Значи, дечиња, мора да знаем дека гласот ни служи за да слушаме и да зборуваме, а знакот на гласот се вика буква и буквата ни служи за да пишуваме и да читаме. Значи, и гласот Р си има свој знак, а тоа е буквата Р. Ние го учиме знакот на големата печатна буква Р. Сега ќе ви покажам како изгледа буквата Р и кои се нејзините елементи и какви се насоките на пишување на елементите на буквата Р. Буквата Р е составена од два елемента или од две линии. Едната линија е исправена, вертикално исправена. Таа се пишува од горе кон доле. А втората линија е полукружна и таа се пишува од горе кон доле свртувајќи. Кога ќе ги склопиме двете линии, ја добиваме буквата Р. На сликата може да видите редови од тетрадка за почетно пишување на првачињата. Во нив напишав пример од линии и од буквата Р. Во првиот ред можете да видите дека буквата елементот, вертикалниот елемент на буквата Р се пишува исправен од горе кон доле, без да се излегува од фиксираниот простор на редот. Во вториот ред гледате дека полукружниот елемент или полукружната линија се пишува во горниот дел од редот. И во третиот ред е напишана големата печатна буква Р. Може да земите моливче или дрвена боичка и да ги довршите редовите со елементите и буквата Р. За ова се надевам дека нема да ви е потребно многу време, а и нема да ви биде многу тешко. Штом сте готови со пишувањето, ќе продолжиме понатаму. За вас имам подготвено еден текст со интересен наслов. Текстот се вика Чудесен март. Сите сме дома. Време е на корона. Мама Драгче е професорка, ама сега е дома. Седи пред компјутер и прави презентација. Христе, биди тивок, спремам час на компјутер. Баба Трајана прави крофни. Бабо, дај ни крофни. Прво мијте раце, има корона, рече баба.
Тато Мирко е тренер по кошарка. Ама и тој е дома. Со дедо Петар седат пред телевизор. Ве молам, пуштете ми Цртан. Тргни се, Христе. Гледаме вести за корона. Ми рекоа тие. Сестра ми Клара е пред прозорец. Врне, 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 се развика Клара. Истрчав до прозорецот, па и реков. Тргни се, Клара, да видам како врне корона. Надвор врнеше снег. Дома се разлеа смеа. Сакам надвор, почнав да викам. Не може, немате ракавици, а има корона, подвикна мама. Корона па корона, што е корона? Не сакам корона. Тогаш ми раце по 5 пати на ден и број до 30. И седи си дома и учи ја буквата Р, се смее Клара. Ајде, крофните се готови, викна баба. Се надевам, првачиња, ви се допадна текстот. Сега има задача за вас. Во зборовите, кои ќе ги видите на сликите, ќе треба да ја заокружите буквата Р. Ќе гледаме слајд по слајд, ќе се подсетиме на содржината, ќе ги видиме зборовите, а вие во нив ќе ја заокружите буквата Р. Можеме да почнеме. На првата слика ја гледаме мајката на Христе. Ќе ми кажете како се вика мајката на Христе? Мама Дракче. Така се вика мајката на Христе. На што работи мајката на Христе? На компјутер. На сликата ги гледаме зборовите. Мама, Дракче, компјутер. Ваша задача е со моливче или дрвена боичка да ги заокружете буквите Р во овие зборови. На втората слика ја гледаме бабата на Христе. Како се викаше, првачиња, бабата на Христе? Баба Трајана. Што прави баба Трајана? Баба Трајана прави крофни. Овде се напишани зборовите. Баба Трајана, крофни. Во овие зборови треба да ги пронајдете и да ја заокружите буквите Р. Одиме со третата сликичка или третиот слајд да се подсетиме како се вика таткото и дедото на Христе и што правеа тие. Нивните имиња беа Мирко, Петар, а тие гледаа на телевизор. Во зборовите Мирко, Петар, телевизор заокружија буквата Р. Погледнете ја сликата и подсетете се на содржината од текстот. Кој стои пред прозорецот? Клара и Христе. Каде стоат Клара и Христе? Пред прозорецот. Овде се напишани зборовите Клара, прозорец, Христе, а вашата задача е иста. Пронајди и заокружи ја буквата Р во овие зборови. И на крај да се подсетиме. Сите се на масата ги јадат крофните, кој збор го слушнавме првпат? Корона. Кога се случува ова случка? Во март. Овде се напишани зборовите корона и март. Сега, првачиња, заокружете ја буквата Р во овие два збора. Во текстот Чудесен март, буквата Р ја има вкупно 72 пати. Дома замолете ги мама и тато, дада или бато, да ви го пуштат текстот, а вие потрудете се доколку ви беше интересно да ги пронајдете сите 72 букви Р. До видување, до следното видување.